Добре дојдовте назад. Секој петок нашата редовна петочка рубрика Адвокат на граѓаните. Вистинско време е за право или право време е за право. Адвокатот на граѓаните Владимир Бангиевски ќе ги одговара сите ваши денешни правни прашања со секако стручен слово. Добро ви утро. Добро дојдовте. Добро утро, Ана. Јас подготвен и ова утро да одговорам на прашањата на вашите гледачи. Уште еднаш ви благодарам за поканата и за соработката. Благодариме и ние на вистина што секогаш сте тука само за нас и за нашите гледачи. Добро утро за нашиот прв гледач, веќе ми јавуваат од режија дека не чека на линија, па да не чека. Добро ви утро, повелете. Добро утро. Повелете. Поздрав до вас водители и поздрав до почитуваниот адвокат. Поздрав и до вас. Се јавувам од Битола. Станува збор за пензијски фонд на Пион во Битола. Те спроведува две правосилни судски решенија од Управен суд и две решенија од Државна комисија во корис на болен и беден сирец со два починати родители, кој што остана потпуно сам. Јас сум негова тетка, на мајка му сестра. Па така, ако може господин адвокат на ова дете да му излезе во сусрет, зошто не ги спроведуваат кога се веќе истапени во сила? Добро, да го слушнеме мислењето на адвокатот. Вака, значи, во текот на месец мај стапи во сила новиот закон за управни спорови, во кој што закон во делот на извршувањето се предвидоа некои нови решенија кои што на поостар начин ги решаваат проблемите во врска со извршувањето на правосилните и извршни пресуди на управниот суд. Навистина со стариот закон за управни спорови, граѓаните има голем проблем околу извршувањето на пресудите. Значи, проблемот се појавуваше во ситуација кога со правосилна и извршна управна пресуда се укинува актот на второстепениот орган кој што решавал и постоеше проблем кога управниот суд со мериторна одлука ќе одлучи, но управниот орган не ја почитува истата, односно истата не ја извршува. Новиот закон за управни спорови во тој дел предвиде определени промени, кои што ќе значат поефикасно, понавремено извршување на управните правосилни судски пресуди. Секој орган, државен, установа, институција, правно или физичко лице, има обврска да ги почитува и да ги спроведува одлуките на судовите. Било да се граѓански, кривични, управни. Гледачката, доколку има можност, ја советувам да се обрати евентуално кај надлежниот извршител, да види дали тој може, согласно законските прописи, да ја изврши правосилната и извршна пресуда на управниот суд. Добро. Доколку немаме гледач на линија, да ги прочитам оние прашања што пристигнуваат и до нашата редакција преку имејл адресата на dobroutro@gmail.com или на Facebook фан страницата Добро утро секој утро. Вели вака: дали е можно децата од првиот брак на покојникот да им се префрлат влоговите што ги стекнале со втората сопруга и да ми ја земе третина од куќата што ја има градено неговиот татко, и дали е можно во целост да ја земе куќата и да ја даде на трето лице, без знаење на децата, и до ден денес да плаќаат долгови, а тоа е починат 2011 година, а таа 2019, и се уште извршителите им земаат третина од платите. Значи, во оставинската постапка, децата од претходните бракови, согласно законот за наследување, го наследуваат имотот по татко. Децата од претходните бракови, доколку имаат заедничка мајка, го наследуваат имотот по мајка. Покрај за правата, законските
наследници одговараат и за обврските кои што ги имал оставителот. Кого го наследуваат. Таја обврска која што ја имаат се движи до максимумот на наследниот дел кој што законскиот наследник го наследил. Што значи дека доколку децата од претходниот брак наследиле имот како законски наследници на својот татко, тогаш во висината на наследниот дел одговараат за неговите долгови. Секако дека доколку се работи за сосопственици на некоја куќа која што ја наследиле во оставинска постапка, никој не може без согласност на другите сосопственици ниту да го продава својот сосопственички дел, а уште помалку пак да располага со сосопственичкиот дел на другите сосопственици. Ова го зборувам од причина што тие, конкретно куќата, ја добиле како во постапка, во оставинска постапка, како законски наследници од оставителот. И после завршувањето на оставинската постапка се впишале заедно со другите наследници како сосопственици на објектот, односно на куќата. Добро, верувам нашата гледачка е задоволна со вашиот совет до нив. Подсетување до гледачите на телевизија Алфа дека имате можност да се јавите, телефонските броеви ги гледате испишани на вашите екрани и да го поставите прашањето од правна природа. Секако со стручен совет, бесплатен совет од адвокатот на граѓаните за денеска Владимир Багиевски. Добро утро за следниот наш гледач. Сакам нешто во врска со адвокатот што е застапникот да поставам некој прашање, може ли? Да, повелете. За вас е оваа рубрика. Значи, за нас е таа рубрика, и благодарам ми многу. Јас сакам да прашам, едно прашање. Имам момент, причекам да исклуча телевизорот. Ајде, ќе почекаме. Намалите го само тонот и говорете на слушалка, да ве слушнеме убаво. Сега затоа се исклуча телевизорот, да Добро. ве слушнеме добро. Повелете. Сега имаме ние еден спор воден тука со комшите. И тие ни изрубира нас место и на нашето место изградија помошни објекти шупи. Нелегално, така по свое. Ама ние во времето тужевне со извршител го добивме спорот кај едниот, а кај другите не сака да бидат со тужба, туку сака да бидат решен спорот во судска постапка поради економичност. И ние се согласивме на тоа, но не сакаат сега тие да се повлечат. Иако бевме договорени за да викнеме заеднички геометар и да се изврши заедно, значи со геометарот, да се разграничиме. Геодет. Геодет, да, приватен геодет, од приватна агенција за катастар. Добро. Но тоа тие не го сакаат да го сторат и сега напротив уште се проширија и ние нема да правиме сега. Дали можем да ја повториме постапката или пак не. Тоа ме е прашање и уште едно прашање имам. Може ли да поставам? Ајде. Сега вака, имаме ние имот купено, цела катастарска парцела под фелните собственици од 1954 година. Но меѓувреме се случуваат да со врвење 78 катастарот дел од нашата катастарска парцела е запишал на сосема друг несобственик по основ на пријавување, а припаѓаат во нашата катастарска парцела. Сега тоа меѓувреме имате едно 5-6 години дека изградил и некој си објект. И сега се води по долго инсистирање на владата, поднесов јас лично представка дека ова имот се најдува во нашата парцела и дека постојат мери, граници и собственици. А тој изгради објект. Сега се води
ми одговори мејас катастарот дека навистина е ова барање моје, јас се го поставувам и стварно така е. И дали имам сега право да го земам со тужба или пак само со приватна агенција, агенција за катастар на недвижности. Добро. Ви благодариме за јавувањето и за поставените прашања. Благодарам и јас на вашата гледачка за поставените прашања. Значи, имотните спорови помеѓу граѓаните можат да се решаваат на два начина. Едниот е вонсудското решавање на спорот и вториот начин е судско решавање на спорот со поднесување на сопственичка или владетелска тужба доколку се работи за нарушено владение. Колку што слушнав, гледачката веќе водела имотно правен спор пред надлежниот суд, а во меѓувреме еден дел од тужителите најверојатно сакале да се спогодат, па ја повлекле тужбата, значи постапката не продолжила понатака, туку имотно-правните проблеми и спорови ги решиле вонсудски. Секако дека, доколку од тоа вонсудско решавање некој не е задоволен, може повторно да се поднесе тужба во кој што ќе се бараат определени имотни права. Тоа е околу првото прашање. Околу второто прашање, повторно поврзано со имотно правните односи помеѓу граѓаните, јас само ќе кажам дека доколку се работи за техничка грешка во катастар, граѓанинот има право да поднесе барање за исправка на техничка грешка. Значи, доколку се работи за техничка грешка, доколку се работи за суштинска грешка, односно се работи за аспирација на граѓанинот кон некое имотно право, тогаш повторно може истиот на вонсудски начин да го реши својот имотен спор или пак да поднесе тужба во која што ќе си ги бара своите стварни права, односно ќе си ги бара своите права на конкретната недвижност. Правото на собственост, правото на владение, евентуално правото на службеност и така натака, и така натака. Да, добро. Уште едно прашање од нашиот следен гледач. Добро утро за следниот. Добро утро. Повелете со вашето прашање до адвокатот Владимир Пангиевски. Поздрав и до вас. Благодарам. Вака, имаме ние договор за догледување на стари лица. Уствари, родители на мојата сопруга, ali мораше да биде со договор за доживотно догледување. Добро. И тоа го средивме. Сето оставината по нивната смрт се префарли сето на незино име на сопругата. Сега имаме проблем. Бројилото што ни е одевана не сакат да го префрлат на незино име, бараат некој заостанат долг таму од 2015-16, не знам, а договорот ни е направен нас во 2012 така нешто. И во договорот добро е напишано, заведен на суд се со сведоци како што оди, дека ги догледуваме без никакви обврски тие што имаат, ние не знаеме што имаат уназад тие. И така ни кажуваат, треба да го подмирите долгот, па да броилото да го префрлиме на ваше име. Добро, ви благодариме за јавувањето и за прашањето, да го слушнаме и суботот од адвокатот Владимир Пангиевски. Ајде нешто за вашите гледачи, ќе кажам за договорот за доживотна издршка, кога веќе почитуваниот гледач го спомна. Да, во таа насока. Во таа насока, значи, најпрво договорите за доживотна издршка се доста актуелни во последните години, од причина што граѓаните сакаат да бидат заштитени до крајот на својот живот, оние кои што ја примаат издршката, дека ќе добиваат
соодветна нега, односно издршка, а додека другата страна која што ја дава таа издршка е сигурна дека навистина после смртта на примателот на издршката ќе го прими тоа што е договорено во договорот за доживотна издршка. После смртта на примателот на издршката, согласно договорот, сите оние ствари, недвижни и подвижни, кои што биле предвидени, односно кои што биле предмет на договорот за доживотна издршка, се пренесуваат на давателот на издршката. Доколку се работи за недвижност, се прави врз основа на договорот за доживотна издршка промени кај носителот на правото на собственост. Односно, давателот на издршката стапува на местото, односно станува собственик на недвижноста на поранешниот примател на издршката. Долговите кои што се однесуваат на недвижната ствар, на објектот, било да е куќа, било да е стан или што годе друго, секако дека оној кој што е носител на правото на собственост е должен истите да ги намири. Без разлика што во договорот за доживотна издршка тоа не го пишува. Значи, новиот собственик е теретен на база на носител на правото на собственост. Секако дека договорот за доживотна издршка не ги анулира оние долгови кои што постојат и кои што се поврзани со самиот објект, односно со самата потрошувачка на струја, вода, комунални услуги и други режиски трошоци. Што значи дека доколку долгот не е застарен, а тој е направен од поранешниот примател на издршката, граѓанинот, како нов собственик, врз основа на договорот за доживотна издршка, е должен истите да ги намири. Пак ќе повторам, без разлика што во самиот договор тоа не е предвидено. Добро. Верувам нашиот гледач е задоволен и со овој ваш стручен совет. Двајца веќе ми јавуваат од режија, не чекаат на линија. Се извинуваме што не почекавте да слушнеме следниот гледач кој ни се јавува со прашањето од адвокатот. Повелете. Добар ден. Добро. Добар ден, веќе. Поздрав и до вас. Ве молам, сакам да прашам, имаме дворно место купено општина Центар, живееме, и сега на времето, кога не бил купен, направени се диво гаражи 2 од улица Линденска. Диви гаражи, убаво слушнавме. Молим? Диви гаражи, така? Диви гаражи. Добро. Имам решение од инспекцијска служба на увид на све за рушење. Веднаш да се сруши и никако не ги рушат. Нити од општина му понудивме ние станари да платиме сами работници и одвоз камиони што треба, само они да пратат службени лица. Не прифатија ни тоа. Они не можат да влезат у двор, а ние дворот не можеме да си го направиме, да го бетонираме, као цигани сме, да речам, дворно место. Затоа што се и безобразни, влегуват некогаш, отварат капија и влегуват, пуштат коли, не узнемирават едноставно. Ние сите сме возрастни луѓе, стари, со болести и со све тоа. Не знам што да превземам, го молам адвокатот за адреса, да идам право кај него да платам и да преземе случај. А кај началникот ми рече рушите ги сами, како можеме сами да ги рушиме? Не можеме сами да ги рушиме, не е тоа да се тепаме утре, да извинете вака на израз. Сите сме на 70 години возрастни и со болести, и со све, и со нервози и така. Го молам адвокатот, ако може, да дојдам кај него, ако е возможно, за да се договорам и да се заврши таа работа едно. Ѓубре, гаражи се распаѓат, све, не можеме ништо да обновиме. Добро, оставете го телефонскиот број во режија тогаш. Или од адвокатот. Ке го добиете. Значи, диво градби не се дозволени. Сега јас не знам дали собственикот на тие диво изградени гаражи е гледачката која што се јави, или пак некој сосема
сосема друг. Не, сосема други се, има све со име и презиме, речение им е урачено и на нас ни е дадено додатно. И уште кога беше господин Жерновски, решение има и од него дека се одбиени од легализација, све немат право ни да влезат у двор. Ама се такви насилни и ние не можеме да излеземе на крај со насилници, знаете како е. Возрастни сме сите у зграда и не можеме да се бориме со такво насилство. Сакаме по незаконски пат да се срушат тие трошкови, ќе си ги поднесеме и да се ослободиме. Добро, ви благодариме за јавувањето. Да слушнеме сега што ќе каже адвокатот. Значи, градежниот инспекторат има обврска, односно овластување, да постапува со нелегални објекти и во рамките на својата надлежност да донесе решение за рушење на истите. Граѓанинот кој што го изградил нелегалниот објект, а кој што подоцна добил решение за рушење на истиот, има обврска на свој трошок да објектите ги сруши, односно да постапи по правосилното решение на градежниот инспекторат. Доколку не постапи доброволно, тоа се прави на присилен начин, со тоа што граѓанинот ги сноси трошоците за рушење на нелегалните објекти. Во конкретниот случај сме имале постапка за легализација на тие гаражни места, односно на тие гаражи, и собственикот најверојатно бил одбиен во управна постапка за легализација на гаражите, односно на дивоградбите. И после тоа, веројатно, реагирал градежниот инспекторат на начин што донел решение за уривање на објектите. Доколку тоа решение е обжалено, понатака постапката продолжила, доколку не, станало правосилно и собственикот на нелегалните објекти има обврска да ги сруши истите на свој трошок. Бидејќи објектите сметаат. Така е по закон. Бидејќи објектите сметаат. На граѓаните кои што живеат таму или на околината имаат право да поднесат представка или ургенција до доносителот на решението за уривање на објектите. Да постапи по истото, бидејќи граѓанинот не сака доброволно, како носител на правото на сопственост на нелегални објекти, да ги сруши истите. Доколку во текот на таа постапка за рушење, односно отстранување на објектите, се појави насилство, физичка пресметка, закана и така натака, Да, кажа гледачката тогаш дека биле насилни. се поднесува кривична пријава до соодветното обвинителство или се пријавува случајот во полиција, но во секој случај решението за уривање на објектот мора да биде докрај спроведено. Во изминатиот период се донесе и закон за постапување со бесправно изградени објекти, со цел да се реши на некој начин проблемот со големиот број на дивоградби. И тој закон се уште е во сила. Но, тоа не значи дека законот дозволува по секоја цена било кој објект да биде легализиран. Во конкретниот случај, најверојатно, дивите објекти не ги исполнуваат законските услови да бидат легализирани и граѓанинот, чиј што собственик е на тие објекти, е должен да ги сруши истите. Да. Добро. Да слушнеме кој ни се јавува, да го слушнеме и прашањето. Добро утро. Ало, добро утро, добар ден. Добро ви утро. Се јавува анонимен гледач. Сакам да го прашам посветувањето адвокат, нешто во врска со законот за работни односи. Работат јас во приватна фирма и добив отказ без отказен рок, додека без наболување. Почна со служба до фирмата
го добив судот да ме вратат назад на работа. Сега прашањето до адвокатот ми е дали работодавецот, тоа се случи во 2017 година, а судот го добив крајот на 2019 и требаше да почнам со работа од 2020 година, да ме вратат на работа, согласно пресудата. Прашањето ми е дали работодавачот од моментот кога почнав да работам, значи од кога ме врати на работа, треба да ме пријави во бюрото од 2020 година или да ми го врати вработувањето од 2017 година и да ми ги плати придонесите во Агенцијата за вработување. И сега јас поднесов нова служба каде што ги барам платите и придонесите, значи штетата ја барам, дали треба со нова служба, сега што ми е за штета, да ги барам заедно платите, придонесите, ПИО и останатите што се по фондови што се даваат за вештачење, или треба вработувањето да ми беше вратено од 2017 година и придонесите посебно да се платат, па сега само платите да ги барам и дали има отказ за кривична пријава од работодавач. Тоа ви е прашањето и ви благодарам. Ви благодарим и вам за прашањето и за јавувањето. Од това што слушнав, не. Значи, кривична пријава не гледам зошто би требало да се поднесе, бидејќи не гледам дека е направено некое кривично дело од страна на работодавачот. Освен ако има некои други околности кои што укажуваат на сторено кривично дело. Тоа е во врска со последното прашање. Во врска со првото прашање, актот, односно отказот е поништен од страна на надлежниот суд во судска постапка. Што значи дека гледачката добила отказ без отказен рок, поднела приговор и после тоа поднела тужба пред надлежниот суд за поништување на одлуката за отказ. И судот во судска постапка со правосилна судска пресуда го поништил отказот и гледачката ја вратил на своето работно место. Било на истото или според степен на стручна подготовка. Што актот е поништен? Се смета дека отказот воопшто не бил даден. Што значи, сите права кои што гледачката ги имала во текот на траењето на отказот, постапката по приговор, судската постапка, се до незиното конечно правосилно завршување, ги има како да била на работа. И од тоа што слушнав, таа поднела и тужба, на што има право, за разлика, односно за надомест на плати и придонеси. И јас се надевам дека работодавачот, покрај тоа што ќе биде обврзан со првата пресуда да ја врати гледачката на своето работно место, ќе има обврска и да ги надомести платите и придонесите за целиот период од престанокот на работниот однос па се до враќањето на своето работно место. Да. Искрено и ние се надевам дека ќе биде така. Да слушнаме кој не се јавува, голема заинтересираност како и секогаш. Веќе двајца не чекаат на линија. Добро утро за следниот гледач. Повелете. Добро утро. Така да поздрав до вас и до гостинот, така да праша имам некој случај во вези со исто со Ставинска. Јас имам од татко ми доживотна издршка, уште 94-та е направено. А му излезе некој као куќава да е поделена во социјални грижи, појдено таму, мајка ми, пола куќа на мајка ми да е префрлена, не зна таму по година. Ама мајка ми не е од тука, мајка ми е почината одамна, пред мајка ми почина. И сега излагат еден дел од куќата на татко ми, а другиот дел на мајка ми. А ја имам од татко ми плюс она што е од
родител од татко на син, не се плеќат, а јас платев пред 4 години 30.000 денари, за да ја префрла делот од татко ми на мене. И сега имам проблем, брат ми и едниот и сестра ми бараат дел мајкојна фактички. Во куќата, јас направив приватизација и легализација све на моје име. Тоа е едно прашање. Друго прашање е, имам брат починат, се сопруга починат и тие скоро 3-та година, имаше тој куќа во Велес и стан во Велес. И тој направи таму со фамилијата, во руките таму со сопругата договор направи, имат куќа и во Кичево. Да не бараат тие дел во куќата во Велес и во куќава во Кичево, да се отстапат од тие работи, да им гостени ни станот, им би топати некои финансиски пари. Ама изгледа сега дека кај нас ми бараат документи од мајка ми. Затоа што ова не се работи вземање од мајка ми, него се работи вземање од брат ми. Ние сме уште 20 браќа и 2 сестри, значи кој наследници. Сега овде кај нас во Кичево на таксава ме тера мене да идам јас дури Колашин во Црнагора да ваѓам од мајка ми документи. А мајка ми кога дошла 74-та година, значи тие документи што ги имам јас, мајка ми ше венчата така 74-та во Кичево во матична служба, истите документи послужа за во Велес. Сега овде нас нотарката кај нас во Кичево не тера дури Колашин. Појдовме дури Колашин. Она десме, тие таму не рекло, вие што све дошле од Елака, кај ќе најме ние тие документи? Кај ќе ги најме тие документи? Таа дојде на таму ше 74-75-та. Тие се уште пред ратот изгубени се запалени. Вие можете слободно, еве ви уверени дека такви документи дека не постои. И даде, дојдовме од Елака и ова нотарката пак не ги прифати. Тие суши на умреницата овде, не гласало моминското презиме од мајка ми, гласало само сега фазливост, например. Па ние не сме кривично направили грешка од овака матична служба, тако се венчало овде. Значи, јас има се... Значи, тие документи важат во Велес, во Кичево, кај нас овде не важат. Ја не знам што е проблем. Не му уште куќата, немојме да ја префрлеме или да се продаде било што. Ни таа овде што, ни таа Велес. Добро. Ви благодариме и вам за јавувањето. Ќе одговорите ли да го слушнеме и другото прашање? Ајде да го слушнеме. Ајде, добро утро за следниот гледач. Добро утро. Повелете. Видите, имам еден комшиски проблем. Човекот до самата меѓа има еден орев кој најверојатно само нике, така нике. И толку беле ми прави врз канализацијата тука, толку беле ми прави сенка голема, ненормална. Ко прашав да исечем вака и вака, не вика, не може. А гангите се скроз на шепор. Која чара би требало да направам по редовен пат да се тоа регулише без некои си турбуленции, така. Добро, ви благодариме за јавувањето, да ги слушнеме сега одговорите. Значи, граѓанинот има право на самопомош. Тоа значи, гранки од дрво, кое што е засадено на соседната парцела, а кои што влегуваат во рамките на воздушниот простор на парцелата на соседот така, да. И пречат во неговото редовно користење на било кој начин, сопственикот има право да ги истече истите, доколку не сака неговиот сосед тоа да го направи на свој трошок. И тука нема никаква дилема околу тоа. Бидејќи никој не може да прави било какво смеќавање во мирното владение на својата сопственост. Тоа е околу последното прашање. Околу прашањето на претходниот гледач се работи за проблеми кои што ги имаат граѓаните при водење на оставинските постапки во врска со прибавувањето на определени документи, односно докази, битни за водење на законски начин на оставинската постапка пред нотарот како повереник на судот. Јас не знам зошто граѓанинот не ангажира адвокат, бидејќи
сега веќе задолжително со новиот закон за нотаријат, граѓанинот мора да биде застапуван во оставинската постапка. И тоа е добро од два аспекта. Од аспект на ажурно и редовно, ефикасно завршување на постапката и од аспект на заштита на интересите на граѓаните во оставинските постапки. Бидејќи нотарот во соработка со адвокатот може на брз, едноставен, ефикасен начин да ги прибави сите оние документи кои што му се потребни на граѓанинот, за да се води постапката, да се донесе оставинско решение и граѓанинот да го наследи оној дел кој што по закон му припаѓа. Добро. И уште едно прашање што пристигна до нашата Facebook фан страница Добро утро секој утро, вели вака: во пензија сум ама една година бев под завод за вработување. Какви права имам од фирмата што работев за паричен надоместок 23 години, инаку вкупно имам 44 години стаж. Не знам со каков статус Да, бил не е вработен до крај таму, затоа што можел да биде вработен со договор за вработување на определено време, договор за вработување Тоа на пишува сам. неопределено време, можел да биде повремено ангажиран со договор за дело, но како и да е, сега бидејќи веќе е во пензија, ги користи правата кои што му следуваат како корисник на старосна пензија, а доколку има било какви побарувања, парични или било какви други спрема фирмата во која што работел, тогаш може истите да се ги бара на вонсудски или пак на судски начин. Да, добро. Верувам дека и тој гледач ќе биде задоволен со вашиот стручен совет. Секогаш има многу прашања и до имейл адресата и до социјалните мрежи каде што сме присутни, а секаде не има. Значи, доколку не успеавте да се јавите денеска во етерот на телевизија Алфа, имате можност да ги спраќате прашањата на dobroutro@gmail.com или на Инстаграм Добро утро секое утро, исто така и на Facebook фан страницата Добро утро секое утро. Секаде не има, нели модерно време на технологии, функционираме и на таков начин. Ви благодарам, адвокате, што и денес ке одвоивте од сопственото драгоценно време да бидете дел од утринската Добро утро секое утро. Ви посакувам убав работен ден. Секако верувам и гледачите се задоволни со вашиот бесплатен стручен совет кој го пативте до нив и ќе се видиме секако во наредна прилика. Апсолутно.